Драги мои, здраво. Добре дојдовте во уште едно издание. Слушај ваму. Денеска давам честен и то пионерски збор, 25 мај. Денеска дека ќе бидам можеби најкратката што може да постои. Бидејќи не ни планирав да правам подкаст, бидејќи направив неколку многу долги. Обично се бараат кратки од мене, ја ги направив неколку исклучително долги и нели сега сакам да бидам само една тема, само една работа, колку што можам пократко и побрзо да го кажам ова. Ако е тоа возможно. Океј, зашто се работи? Значи, прво што треба е да го отворам мојот Facebook профил, затоа што веста беше расширена натаму-наваму. Бугарија избра нов, нели, има избори и сега Мсија Радев, мерси боку, излезе со голема изјава. Иако опозицијата се обидува да докаже дека они се не патриоти, ултрапатриоти, они нас не во Европа, на Марс, универзумот, кај Господ ке не однесат. Абе, што да ти кажам, приказки за мали деца. Мислам, ја не им се лутам затоа што ништо не им остана. Шака јада, утепани се со рейтинг кој е статистичка грешка и ниф им останува нешто да закачаат, како например дали сме испратиле честитка до новата влада на Унгарија. Абе, океј, вака, одиме со веста Радев, кој објави следново. Кога Северна Македонија ќе ги впише со народниците на Гоце Делчев во уставот, ќе можем да каже дека гради модерно мултиетничко општество. Да го кажам на франчуски, кога си полесно и Радев да разбере што се зборува, затоа што откако е франчускиот предлог, они само мерси викаат. Ќе ги впише со народниците на Гоце Делчев во уставот, ќе може да каже дека гради модерно мултиетничко општество. Дали треба збор по збор да ви читам што кажал? Ги проверив работите, викам, ај нешто ние да не сме зеднале, можеби translation from the Chinese, кантонско, мандарински, австралиски, абориджински, нешто сме утнале. Не, преводот е точен, точно ова го има кажано. Кога Северна Македонија ќе ги впише со народниците на Гоце Делчев во уставот, ќе може да каже дека гради модерно мултиетничко општество. Дечки, со мене сте? Створи, не треба да сте со мене. Јас сум со вас. Дали сте со Македонија? Да. Дали сте за Македонија? Да. Епа, слушајте ме добро. Слушајте ме добро, што треба да му кажете, да им кажете. Кој сте вие? Не, на страна, јас сум Велешанец, Битушанец, Маđар Малец, Стружанец, Струмичанец, Охриđанец, Кумановец, Тетовец, Македонец. Не треба ни тоа. Дали сте вие со народниците на Гоце Делчев? Абе, изговорете да продолжам, да скратам, за да не ве гнјавам. Да, дали јас, Семоа Жанко Жилковски, сум сонародник на Гоце Делчев? Уи, yes, да, сум. Дали сте впишани во уставот? Пишани сте. Дали сум впишан во уставот? Пишан сум. Шо бараш, бе? А сакаш бугарите да ги внесеме
во уставот. Тие што ни негираат јазик, историја, цивилизација, дека Тито не измислил, дека не постоиме, дека сме бугари, дека ништо не е наше, дека све е ваше, вие да влезете во устав. И вие се види, ваше е да барате. Ваше е да негирате. Ја не можам да ве спречам да ме негираш како македонец, да не негираш јазикот, историјата, цивилизацијата, она што сум мојата народно-ослободителна борба, мојата антифашистичка борба, мојата борба. Зошто ја викам мојата? Ја не бев во Втората светска војна, ама беа моите предци. Беше мојот дедо, беше мојот прадедо и они се бореа против кого бе? Елиени. Против администраторите, куќен совет па се гласало против бугарскиот фашистички окупатор. Никогаш од тоа не се деклариравте дека не сте тоа. Никогаш, секогаш идете контра на се што е промакедонско. Ја ви викам, за 24 сата може да не решите. Не да гласаме со две раце, коши легов у парламент, да ви изгласаме устав. Ја ќе ве запишам, абе со длето. Признајме, ништо друго не треба. Извини се за фашистичките злодела, нема проблем. Ако можеше германскиот канцелар да отиде во Тел Авив и да моли прошка, ако можеше да клекне на гробот на загинатите, убиените, екзекутираните по концлагорите, да се покае. И они, се измирија, се заклаа французите и германците во две светски војни. Милионски жртви. А најде заеднички јазик. Вие бе, па и натерате. Што мислите дека ќе се случи? Дека ние ќе се распаднеме и дека вие ќе влезете повторно како администратори? Не. Дечки, сонародниците на Гоце Делчев се во уставот. Ако сакате да бидете вие во уставот и да бидете сонародници на Гоце Делчев, треба да се залагате за Македонија, македонската историја, македонската цивилизација, македонскиот народ, македонскиот јазик, македонската историја. Тогаш ќе бидете сонародници на Гоце Делчев. Што не е јасно? Треба ли нешто да објаснам? Не треба. Очигледно дека не треба. Ама вие, ја стварно не знам како да ви објаснам. И пак, еве ме, 10 минути. Викам 5 минути ќе ја направам. Не, нема шанси. Ама со кого си имаш работа? Ај се гледаме.